Комодитетот на привилегираните политичари во двете водечки партии кои на секој парламентарни избори имаат загарантирано добит на позиција на пропорционалните листи и лимитирачкиот праг до кој главно не стигнуваат малите партии, се само дел од причините поради кои Демократскиот сојуз, Дом, ГРОМ и други политички субјекти иницираат измени во изборниот законник во цела Македонија да представува една изборна единица. Своевремено за ова законско решение се залага и НСДП и ВМРО Народна партија, но привилегираните парламентарци го одбија предлогот. Друго решение не можеше да се очекува, бидејќи претениците од двете најголеми партии во државата свесно си го штитеа сопствениот интерес, со цел преку пропорционалниот метод на избор да се обезбедат што повеќе мандати, било да се на позиција или во опозиција. Иако граѓаните никој официјално не ги прашал за изборниот модел на парламентарните избори, нивните коментари речиси во континуитет одат на линија да се гласа за кандидати, а не за листи и партии. Токму таквиот пропорционален модел го инспирира народниот мудрец да прокоментира дека некои партии и макар да стават на листата ќе биде избрано. Една од негативните страни на важечкиот изборен модел е што претениците повеќе се партиски послушници отколку народни представници во највисокиот законодавен дом на државата, што значи дека интересите на граѓаните се во подредена улога на партиските. Иако во дадената ситуација е малку веројатно дали малите партии ќе успеат од големите да издействуваат промена на изборниот законник, сепак треба да се искористи вниманието на меѓународниот фактор поради политичката криза за евентуално да се дојде до моделот цела држава една изборна единица.